Експресно, за една недела Меѓународниот универзитет, кој делумно е собственост на синот на струшкиот градоначалник Рамис Мерко, Генц Мерко, доби лиценца за отворање на факултет за здравствени науки. Во решението за почеток со работа на факултетот стои дека на 3 јуни од универзитетот испратиле барање до Министерството за образование за утврдување на исполнетоста на условите за работа. 4 дена подоцна, на 7 јуни, откако Агенцијата за квалитет во високото образование донела решение за акредитација на проектот за основање на факултетот, истиот ден Министерството за образование формирало комисија која на 10 јуни извршила увид во струга, а на 11 веќе донела решение дека факултетот за здравствени науки ги исполнува сите услови за работа. И покрај наведеното во решението од Агенцијата за акредитација негираа дека факултетот ќе почне со работа, иако за тоа дале зелено светло. На факултетот за здравствени науки нема да се запише ниту еден студент. Нема да се студира и нема да се започне со работа, се додека не се исполнат законските услови за акредитација на студиските програми. Првата поднесена студиска програма е одбиена. Бидејќи на веб страната на Меѓународниот универзитет веќе го има факултетот за здравствени науки со 2 студиски програми, општа медицинска сестра и студии по здравствена нега, се обративме и до раководителот на универзитетот Армен Кадрију. Не интересираше од каде потребата за формирање на факултет за здравствени науки, кои услови ги исполнуваат за такво нешто, кои професори со наставно-научни звања ќе предаваат, дали имаат програма по која идните студенти ќе студираат и кога ќе почнат со работа. Но одговор не добивме. Преку Фејсбук се огласи ресорниот Јетон Шакири, кој меѓу другото напишал дека министер не може да основа високообразовна установа. Тоа е цела постапка во која се инволвирани повеќе надлежни институции, а меѓу нив и Министерството за образование, кој во суштина има најмалку надлежност, ништо противзаконски и ништо самоволно. Во последниот период се случуваат кадровски промени кои веројатно го овозможија ова брзо добивање на решение. Во Македонија на одредени места се поставени луѓе кои можеби не разбираат што значи образование, или пак од некакви лукративни причини одлучиле да застанат на страната на профитот, што е недозволиво, вели универзитетската професорка Весна Јаневска. Новата студиска програма на така наречениот факултет на Мерко веќе во првите денови ќе претрпи ревизија на процедурите со кои е спроведена целата процедура за добивање на решение за почеток со работа. Вмешани се повеќе институции. Веднаш по формирањето, новата влада ќе ја чешла работата на Меѓународниот универзитет, како и на сите останати, пошто ќе следи редуцирање на универзитетите во држава, вели Јаневска.